Претходната недела не беа погодени пристаништа во Одеса, туку области со згради, продавници, болници и училишта. Многу жители веруваат дека повлекувањето на Русија од договорот за жито, кој ја овозможи на Украина да го задржи извозот, особено значителен дел од светската понуда на храна, што се движи низ Црното море, ги остави ранливи и ги направи нивните пристаништа цел. Знам дека во нашиот град луѓето сметаа дека се заштитени со договорот за жито. Точно е. И јас и целото моје семејство така мислиме. Други велат дека неодомнешните напади и договорот можеби не се поврзани, бидејќи насилството проложи во текот на годината во која беше постигнат договорот. Сега веќе ги нема вообичаените линии на товарни бродови на Црното море, но официјалните лица велат дека прехранбените производи се уште се движат само со многу побавно темпо, а последиците се огромни. Треба експортувати. Ова е проблем не само за Украина, туку и за светот. Нашите земјоделци треба да ги продаваат своите производи, да добијат пари за да може да ја засеат жетвата следната година. Поради недостигот на храна, цените брзо растат на сите видови земјоделски производи. Глобалните цени на храната се зголемија дури за 20% по војната во Украина, но се движеа во нагорна линија по договорот за жито. Цените повторно растат. Светската програма за храна се потпира на Украина за повеќе од половина од пченицата што ја користи, за да ги прехрани најсиромашните луѓе на Блискиот Исток и Африка. Во Украина, официјалните лица велат дека можеби ќе можат да извезат приближно 1/3 од износот што го правеле во годините пред војната, но тоа не е доволно за да се одржи земјоделската индустрија да напредува и да живеат пристанишните градови. Сейчас очень жарко, а были дожди, то есть... Имавме дожд и сите услови за добра жетва. За жал, во војна ние сме стрикни за жетвата, но посакуваме таа да беше во мирно време, кога ќе можеме да го продадеме ова жито без закани по животите, пристаништата и нашите луѓе. Годинава се очекува потешка зима во пристанишните градови во Украина, со намалени приходи, намалена достапност на електрична енергија и напади кои се чини дека се интензивирани по завршувањето на договорот за жито.